Како што е та чаша полна со вино, како што е та чаша полна со вино, така е и моето срце полно с јадови. Така е и моето срце полно с јадови. Дај да пијам, мила мајко, да се опијам. Дај да пијам, мила мајко, да се опијам. Јадовите, мила мајко, да заборавам. Јадовите, мила мајко, да заборавам. Браво, еве еден аплауз, ви благодарам што донесовте музика во живо и позитивна енергија на почетокот на емисијата во студиото. Александар, Сара и Горијан Гокса, добре дојдовте. Добро утро. Добро ве најдовме, Елена, и благодариме на поканата да бидеме дел од магазинот во утро. Драго ми е што сте мои гости, особено што имаме секогаш за што да разговараме. Те Горијан бил и претходно кај нас во емисија. Сега има нешто ново, актуелно со Тајфата. Колку време веќе си член на бендот? Ние сме джентлмени, прво да кажеме, те гледаш како сме уходани, да си каже девојчето. Прво пуштаме женското. Така, Јас сум ајде, веќе... бидејќи ти си најнов. Да, 4-5 месеци. И оваа соработка со 2 збора се реши, да кажеме. Дечки, дали сака да соработуваме? Одлично, сакаме да соработуваме, толку беше. Чија беше иницијативата? Со 2 реда муавет. Па, да кажам дека јас спомнав прво, бидејќи стариот бенд веќе не ни постои и си барам Чаре, нов бенд за соработка. Ова се момци што имам соработувано скоро, сега не кажем пред колку, ама пред многу години. Пошто подмладен сум, сега не се фалам колку имам. И имаме соработка, ги знам, ги пратам низ годиниве, како си ја одвиваат кариерата, како се одржуваат, пошто свесен сум баја ги естрадава наша, како се одвива, како се распаѓа, како се одржува и е тешко стварно да се одржиш на некој ниво толку години, а да заработуваш, да живееш од тоа. Така да можам да пофалам дека они се едни од тие и со драго срце ме прифатија, што ми беше и мене исто така баја ги драго, бидејќи не е мала промена да правиш со поголемо искуство, да кажеме во возрастни години, кога правиш промена некаква, да, не е едноставно. А овдека влезе баш како ракавица. Така. Може да... Сара е најмлад член, така? Така, јас сум најмлад член и, како да кажам, ние прекрасно се вклупуваме едни со други, а Горијан Гокса никој не го вика Горијан. Никој, да. Познате како Гокса, Гокса и ние така Гокса се го виолина. викаме. Беше тоа делче на служувалката која што на вистина ни беше потребно, пошто Тајфата секогаш гледа да ги следи новитетите и да биде тек со времето и затоа секогаш имаме се ново, дали нови песни, нов член, гледаме да правиме што подобри работи и да секогаш да се креваме еден левел повисоко. Така, Александре, подолго време во Тајфата. Што се сменило од твоите почетоци пак до сега? Така, Јелена, јас еве на почетокот сакам да ги поздравам и Владимир Богевски и Живко Чиртовски, кои што се исто така наши членови на бендот. Всушност со Владко е почетокот на оваа долга приказна. Пред многу години имавме идеја да направиме ваков еден бенд. И нели, патот е многу трнлив, имало многу промени, падови, успеси, меѓутоа еве до ден денеска се одржуваме. Во бендот Тајфата многу еминентни личности поминале, звучни имиња на македонската естрада. Еве ќе се заблагодарам на сите, бидејќи на секој од нив си дал одреден придонес и значење за ова што сме ние денеска.
многу спотови имаме направено, многу песни, некаде околу 20 видеозаписи, се трудиме да работиме професионално, а внимаваме на многу ситници и детали, прескити напомена, нели, кога правевме муабет, бидејќи сметаме дека тоа е најбитно за еден уметник да бидеш комплетен, целосен. Еве сега во ова време, во овие моменти се склопија коцките, еве еден од најдобрите виолинисти и човек со големо искуство, кој што дава огромно значење и придонес на тајфата, а еве ќе му се заблагодариме на него, што е, и сме горди што е дел од нас и мислиме дека овие години ќе бидат едни од најплодните на тајфата. А инаку постоите 20 години, така, нешто повеќе од 20 години. Да, 20 години како ја направивме ова приказна и презадоволни сме и прегорди сме на ова што го работиме, бидејќи ние сме и професионални музичари, сите сме со музичка академија, станува збор за, значи, професионални музичари, кои што знаеме што правиме, внимателно ги одбираме парчињата што ги издаваме, што ги создаваме, што ги правиме. Видете на почетокот нормално имавме помош, сме учеле од многу, нели, композитори, текстописци, така да во последно време последните 5-6 композиции се охрабривме, се одлучивме и ние сами си ги создаваме, така да се надевам дека времето ќе донесе уште многу убави новитети за уште поуспешна да биде ова година. Што би броеле досега како најголеми успеси на тајфата, најинтересни настапи, концерти, ете низ годините можеме да се навратиме па досега? Бидејќи 20 години не е малку, треба и некој, нели, да се одбележи овој јубилеј со можеби настап, концерт годинава. Така, Елена, 20 години е голем период, долг период и сега оваа година мислам дека треба да направиме еден убав концерт. Тоа ни е желба и мислам дека сега сме спремни да го направиме тоа. Инаку низ годините многу убави моменти сме имале заеднички со сите членови на бендот, патувања, всушност музиката и таков. Такви се нашите ангажмани. Многу фестивали сме настапиле на многу фестивали, на Макфест, на Охридфест, нормално дружењето таму, сите пријатели, познанства што сме ги стекнале, ни останале во сеќавање, така да на секоја свадбена веселба, разни настапи, секогаш има случаи убави и се обидуваме само убавите моменти да останат трајни во нашите сеќавања. Така да се паметат каде се прават пробите, бидејќи сте од различни краишта на Македонија, исток, запад. Да, интересно е, значи они функционираат со патување редовно. Добро, сите музичари што подобро работат патуваат низ Македонија, не ни е голема се држава реално, стигаш секаде за 2 сати. Александар е од Паланка, другите тројца се Прилеп, сега јас Скопје. Така да на некоја патарина ќе треба да се сретнуваме, да правиме проби. Инаку, да, како пробувате, како се договарате или се наоѓате во некој од вашите градови од каде што сте? Не, знаете како, имаме Вибер група каде што се договараме, например, која песна треба да се научи, дебитно за каква прослава се работи, дали роден ден, дали свадба, дали некој друг настан, секој си го учи својот дел. Значи песната кога мора да се научи, мора секој да научи, потоа се разбира пред настапот ќе ја пробаме истата и тоа е тоа што се однесува на пробите. Не пробуваме негде официјално сите заедно. Веќе сте и вклопени, самите ви сте доволно сплотени да може, нели, да се договорите со два збора што се вели. Елена, предходно сме правеле проби, така да станува збор за музичари кои што и нотен текст читаме и све, така да многу ни е лесно, едноставно, меѓутоа повторно правиме проби, вежбаме. Еве Гокса ми беше на гости предходната недела, си правевме така, си уживаме во музиката, така да тоа е. Мора да се одржува контактот чисто, не е толку пробата да се отсвири што е како, него да се одржуваме во кондиција. Иначе, како што вика Сара, нова некој ако има песна, тогаш само секој по дома се слуша. Па исто не и со емисијава, да кажеме, со Мерак Меана. Сега, луѓе кои свират години, тие се песните од прилика што треба да се отсвира за една прослава, може да има 1 до 2 нови само. Да, кога сме кај оние свадби, роден ден, ни знаеме дека ги имате во голем број, веќе сте букирани, ангажирани однапред и за годинава, а минатата година имавте некаде околу 140. Како се движи бројката за континуирано настапите? Работиме, значи во текот на целата година, бидејќи настапите кај нас се свадбени веселби, дискотеки, клубови, големи манифестации, фестивали и така натаму, приватни забави, така да
ако кажам дека околу 130 до 150 годишно секоја година имаме настапи, малце звучи не знам како, затоа што тоа го чувствуваат нашите фамилии, отсутни сме од нашите домови, жртвите се тие, еве, ќе ги поздравам моите дома, Марија, Мија, Катја. Мораш да ги поздравиш. Морам да ги поздравам, бидејќи отсуството се чувствува кај нив, меѓутоа, благодарение на нашите семејства, разбирањето што го имаме во нашите домови, успешно ја водиме оваа приказна. Да, приказна или битка, понекогаш знае да биде и битка. Знаат ли да замерат? Иначе ме да пуштија во бендот затоа што имам 2 керки. Значи бендот само со керки пуштаат. Така? Во бендот членовите мора да имаат Пополнуваш формулар, тука треба керки само да пишеш. Добро, и на Сара тогаш да ја пренесете за понатаму. Не му мислиш. Да му мислам. Да видат керки. Секогаш има подршка или знаат и понекогаш да замерат, да се налутат блиските? Па ке мене е полесно да кажам, зашо жена ми е во истата професија и потполно разбирање има. Сега и подолго време сме. Сара баш сакам да слушнам, она сега се уште не е во брак, па да видам таму како. Не, знаете како, Но оди кон пошто брак. јас се уште живеам со родителите и со мојата сестра, поздрав и до нив. Да. Најмногу се лутат, сега, мислам, знам дека ја разбираат работата, но најмногу се лутат кога не сме за празници дома. Значи, ние најголемите верски празници или и државни празници, ние секогаш ги работиме и не можеме да ги прославиме со своето семејство, него мора да ги изработиме таму каде што сме ангажирани. Тогаш знаат да се налутат, ама низ годините ќе сватат дека тоа е само работа. Дали- Следниот ден ќе се дружиме. Да, ќе се одлутат. Така. Дали и ова година беше таква ситуацијата за време на јануарските празници? Секако верски нема празници? одмор. Значи ден ноќ, поготово декември, јануар, тие се ударни термини каде што навистина не исцрпува работата, така да сега февруари малце си даваме одмор еден месец и подоцна продолжуваме повторно во исто темпо. Кога почнуваат свадбените веселби? Кога е она сезона, да речеме, кога има најголем број на свадби? После Великден е секогаш. И оваа година исто после април, значи 19 април Великден, меѓутоа имаме свирка и на 19 април вечерта на Великден. Великден. Да, и на Великден се работи. Да поздравиме Паланка, таму сме на благодарение на Аце во Селект кафичот. Јас сум од музичка фамилија, не само значи жена ми, и ова го слушам цел живот. Ние сме луѓе за забава. Така да нема другачи. Другите како ќе ти дојде публика ако не се вон работно време. Значи ние сме луѓето за забава кои што работат навечер, кои што работат викенди, кои што работат празници за да можат оние што не се на работа да дојдат, така да мене ми е скроз нормално. Од двајца родители музичари, мајки и татко, цел живот го слушам. Се надевам ќе продолжим и традицијава и у децата. Здравје сам. А дали вам лично знае некогаш да ви биде криво или тешко што сте на забава, би сакале можеби да сте дома или да имате повеќе време за одмор или едноставно се навикнувате и Како не, отсуството од фамилијата, нели, многу ни значи нормално. Меѓутоа се помируваме со тоа и ова го сваќаме како работа и тука нема. Па се надеваме да дополнуваме од текот од понеделник до среда колку можеме. сепак Тоа е. професионализмот на прво место. А имало ли моменти кога не ви се пеело, не ви се свирело од икс причини, нели? Сите сме луѓе, приватно знаеме да бидеме и намуртени, и тажни, и лути понекогаш, но мораме нели во јавноста да излеземе Како и да не, изгледаме тоа е- безпрекорно. Така, тоа е големината на музичарите, на нас, Баш одлика така на го сите кажа. музичари. И кога ти е тешко, треба да бидеш насмеан, да бидеш дотеран. Луѓето не смеат да го осетат тоа. Секогаш мора да даваме позитивна енергија, што тие се дојдени за тој момент таму, така? Да. И сака да си поминат убаво. Многу пати се случувало да имаме тешки моменти, последниот период поготово имавме лош случај. Меѓутоа ние моравме да отидеме на настапот. Како си поминавме, ние знаеме. Меѓутоа луѓето не го осетија тоа. Тоа е големината на сите. Да. И тоа е, нели, успехот и животот наш. Така, Нема мешање на професионалниот живот со личниот живот. Тоа што се случува пред работното време, се случува, го пиваме некако во себе и не даваме да се види на сите оние кои што се присутни во моментот. Но и за тоа треба храброст. Треба, На треба. човечки звучи вака како ќе го слушнеш. Да, од да, страна, роботски, како робот, Како нели? роботски правиш свич. Баш некој и свич. се смееш, завршува таквото, пак ти доаѓа тагата. Пак паѓа енергијата. Да, па сега имаше стварно смртен случај имаше во блиско време, ама на работа си вечерта
мора да си отсвириш, да си закажано е све, луѓе, гости дојдени се. Тоа е човекот, не можеш да го вратиш, од утре продолжува живот. Да, тоа е случајот со јавните професии, многу и актери, кога доаѓале и музичари, Да. водители, се што е нели јавна професија Убаво знае да кажаат се, биде. големината е тоа на секој уметник. Да. Така е професионализмот до самиот крај. Она зашто првично се договоривме нели да дојдете и што е главна тема периодов е најновата песна Девојче Калешо, чија беше ова идеја, иницијатива за една ваква музичка приказна. Идејата беше заедничка. Јас ја дадов идејата да се направи некое такво дело кое што ќе биде, како што викаме, во стилот на тајфата веќе во изминативо време. Владко ја изработи песната, поздрав до него, заедно со Рубин Димовски, кој што има студио во Прилеп, студио Р, во овој случај го поздравувам. И се разбира, на видеозаписот работеше Зоран Пиловски или фан продукција, за да испадне така убаво и за гледање и за слушање. Така, па може да го погледнеме видеозаписот, а потоа и да прокоментираме, верувам дека и публиката ќе ужива во Девојче Калеш. Премиерно новиот видеозапис, како сте вие задоволни од бројките на YouTube? За кратко време рушите рекорди на гледаност. Презадоволни сме. 4 декември беше пуштен. За многу кратко време, на кај 200.000 веќе има прегледаност, ја барат на настапи, што е многу битно. Веќе барат, Уште браво. првата недела, ако може Девојче Калешо, многу се така. Певлива песна и многу ни е драго, знаеш, кога творите нешто и кога луѓето ќе го прифатат, нема поголем успех за нас и нели желба за да твориме и понатаму, да твориме, така да. Тоа е најголема награда. Нека вртат бројките. Да, се зголемуваат секој ден се повеќе, како што кажа, за кратко време. Ќе се најдели оваа песна и на новиот албум, кој што го планирате за оваа година? Така, значи, првиот албум помина многу добро, Еден пат за еден живот, презадоволни сме и сега во подготовка е конечно јубилеот 20 години да извадиме нов албум. Таму имаме и композиции со другите некои наши членови кои што беа и ќе ни биде многу драго и мило, ќе ги поканиме и нив, така да ќе биде навистина една убава манифестација и убава промоција на овој албум, меѓутоа ќе ви известиме за тоа. Секако да бидеме и на промоцијата и вие да дојдете тука да го испромовираме новиот албум. Ова е уште еден плюс адут, морам да спомнам, што овој бенд не е кавер бенд, како што се бендови што се мачат да направат песна своја, него веќе 2 албуми имаат, авторска музика се, Така е. не прават преработки кавери за снимки, него авторска своја музика и градат кариера, што преска на почетокот што спомнав, баш тоа е многу тешко. И не е ова воопшто мала бројка, свесна си ти 200.000 нова песна, македонска музика, така не е. Да, не се работи за странска странското од музика, Марико, каде што бројките нели државите се таму поголеми, поголема популација, друго е за Македонија. На малово државиче, како викаме стално публиката, дури и 2 милиона народа сме, не е 2 милиона, така таа публика, таргет група што ни е нас е 15-20% од тие луѓе, така да е ова фасцинантно. Така, добивате коментари, реакции, може би од оние наши луѓе што живеат и во странство, бидејќи таму сте познати, слушани и по други држави и континенти. Така, надалеку се слуша добриот глас. Така, имаме многу покани, исто така имаме многу гостувања. Швајцарија, Германија, Грција, Турција. Мароко. Последно бевме во... Тоа беше интересно. Во Мароко исто бевте? Имавме покана во Маракеш, во Мароко настапувавме, каде наши драги пријатели. Едно 10 дена огромна благодарна се до Јадранка и до Малик, кои што се од Париз, наши пријатели. И огромна чест и задоволство ни беше што бевме таму, едно ново искуство, нови пријатни изненадувања, убави моменти кои што секој ден не можеш да ги видиш или дали би ги видел. Меѓутоа наша среќа не одбра токму нас. Значи, вајда не е случајно. Така е, таму имаше наша публика или странска? Имаше и наша, имаше и странска публика. Мислам дека бевме околу 50 може и луѓе. И сега тоа нас ни зададе задача не само да свириме македонска, српска, англиска музика, него треба нешто да свириме и на француски. По таа прилика ја земав часови по француски јазик со цел да можам убаво да ги научам барем неколку песни и да ги почестам оние кои што беа гости од Франција. Браво, тоа е професионалност и одговорност. Интересно беше бидејќи ние бевме и нивни гости. И кај што и да оди, и ние одевме таму.
Одевме во пустина, во шатори, интересно беше таму, дојда нивните таму и Сара им пееше, ја свиревме и сакаја да ја откупат. 100 камили даваат, 50 камили, ние не ја дававме. Стварно? Да, навистина. Така мирнички беа, не смеа да трепнат, ја гледат, знаеш, во очиња вака. А тоа беше исто интересно и не сме ни знаеле всушност кои се луѓето околу нас. На крај кога ни викаат, пријателите викаат, дали знаете дека со вас се највлијателните луѓе у светот? Вика, ова е милиардер, ова е милиардер. Викаме, благодарение на музиката и ние сме милиардери, така да... Значи се помисливте да дадете. Да, Сара, ние сме за една милиарда. Не за Сара, ти милиарда. како реагираше на тоа? Што им врати? Што им одговори? Мене целата ситуација ми беше смешна, ама не би. Многу е далеку Марокополис, имам јас тука некој кој доволно ми го греи срцето. Тя се млада е, видиш што збориш? Да. Млада е, уште не... Колку кошта една камила? Многу, бра. Или па да го повлечеш и момчето таму? Далеку е, ништо на Гокса ќе му ставиме пери како сака, за камили. Аха. Не знам колку кошта камила, ама сигурно е нешто Па интересно. кошта? Сигурно. Штом доста понудиле. Да. Камили, За нешто е Сара. Многу убаво искуство. Преубаво. А за оваа година имате ли во план некаде да настапувате и надвор од Македонија, покани за во странство? Со Австралија како? Вчера баш зборевме. За Австралија? Говоревме, да. Јас сакам искрено, меѓутоа све сме овдека Александар е професор, Владимир е професор, јас сум во опера и балет. Да. Значи, малце ни се тие надвор, еве и они се група што низ годиниве не многу, меѓутоа на одбрани убави места. Ја не знам друга група у Мароко што била, значи тоа е стварно екзотика. Да, не е секојдневна Па дестинација. да, не е ваму кај што се наши Австралија, Германија, тука блиску да тие, него е стварно интересна работа. Сакаме да гостуваме, тоа зборуваме сега, баш периодов дека нама на некои кратки онакви што се викенд 8 март. Имавме понуда исто да за 8 март беше Швейцарија или беше уште лани ми спомна, Швейцарија мислам дека беше, да. Меѓутоа веќе тука имавме договорено. Така да сме отворени, меѓутоа одбрано. Така, особено што повеќето нели работите се врзани и за други работни места. Не е лесно да остаеш тука и како што од Австралија месец, два ќе одиш и фамилија треба да остаеш тука, така парички треба да остиш на женати за да работиш, не само Кај тебе и да сопругата шеташ. заработува. Така е, кај нас договор у куќа, ако излезеш од дома да донесеш пари. Иначе сеже тука. Да почестиш нешто или да им купиш подароци. Да, така да кошта секој искачање. Па добро, битно да има компромис. Би сакале ли се уште нешто да не почестите во живо? Како не? Кажавте дека имате спремно уште музика за Како денеска, не? па може да поуживаме, бидејќи Сарче, убаво како ни тргна не? со музика, па уште малку да послушаме. Да уживаме са вајлечки вака. Може? Да, па вие сте да. распејани од рано наутро. Навикнати сте? Кога треба тогаш. И у 3 са вајле, и у 9 са вајле. Така е. Можеме. Ти. Дури бев мома, примама, љубев еднолично момче. Дури бев мома, примама, љубев еднолично момче. Таа љубов не беше верна, дека бевме непосвршени. Ах, вие, мои луди млади години, летнавте, ама назад не се вративте. Ах, вие, мои луди млади години, летнавте, ама назад не се вративте. Стројници прати да ме свршат, мене татко не ме даде. Стројници прати да ме свршат, мене татко не ме даде. Туку ме даде
Браво, колку сте сплотени, синхронизирани и убава енергија пренесувате. Тоа се чувствува навистина во живо. Она зашто зборувавме дека сепак мора да постои некоја слога, хармонија во бендот, за да има успех и за да обстојувате долго време веќе на сцената. И енергија убава, да. Тоа е најбитно. Така е, позитивната енергија. Би ве прашала со кои се текстописци, композитори сте соработувале низ годините, па и за новиот албум. Кои се на овие песни во оној тим кој што работел на песните? Тимот на почетокот со кој што работевме е Лазар Цветковски, Магдалена Цветковска, огромна благодарност до нив. Неколку композиции направивме со нив, Весна Малинова, Огне Неделковски, текстописци, Љупчо Трајковски, Фист, Дејан Георгиевски, Дзене, Венко Серафимовски, се само дел од многуте, има уште многу. Да, звучни имиња. Значи, сериозно ја свативме работата и навистина професионално работиме на ова поле. Всушност и за све во животот ние така гледаме, така да, еве, ќе продолжиме и натаму со неколку наши композиции, создаваме, мислам дека сега созреавме во оваа работа и последниот видеозапис и последната песна ни дава уште поголема верба и желба да продолжиме да создаваме. Така, за кратко ќе слушнеме уште една ваша песна со видеозапис, Јас со Тајфа идам, па може малку и околу оваа песна да прокоментираме. Така, оваа песна е од првиот албум. Навистина посветена за нас оваа песна си е и една од најубавите наши и омилена песна, каде што подоцна уште еднаш направивме уште еден видеозапис и бидејќи немаше видеозапис на оваа, направивме само видеозапис со некои наши измени во хармонијата и мелодијата, така да ова е обележие и наш печат токму на тајфата, бидејќи си е баш и текстот е токму напишан за нас. А чија беше идејата за името Тајфата, бидејќи претходно имавте друго име, па го сменивте, нели, низ текот на годините? Така. Амајлија Бенд беше нашиот бенд. Многу ми е драго и мило кога сум тука во вашата телевизија, затоа што 2 сезони бевме тука дел од една емисија, не знам дали се сеќавате, Мојата звезда. Лила беше водителка, голема благодарност за неа. Ние бевме бендот кој што ги придружувавме пеачите кои што настапува и така да тука се чувствуваме како дома. Многу ни е убаво кога сме тука. И потоа да им Амајлија преминавте во Тајфата. 2012 решивме да се ребрендираме, затоа што видете во Македонија работите како идат. Ке слушнат еднозвучно име, напредува, веднаш и други го додаваат тоа име, така? Со некои мали измени се појави. Мислите, има копирање? Бенд Скопје се појави во тој период. Сега, нели, ние бевме фери коректни, пошто ние први го направивме, меѓутоа мислевме дека сега времето да создадеме нешто ново, да го смениме тоа и да газиме како што газиме сега. И од тој аспект, всушност, затоа и го направивме. Во тој период имавме навистина одличен тим. Имавме пиар кој што работеше за нас, имавме многу луѓе кои ни помагаа и кои што, нели, ние така баш си уживавме. Меѓутоа, гледам дека денеска името е баш како што треба, погодено, убаво звучи, така, и се гордееме со него. И по ова име сте препознатливи. Така. Така си. И по Тајфата. Ја не можам да кажам нов сум. Добро, се свиѓа името? Ми се свиѓа. Луѓето ми се свиѓа. Па и тие тебе те прифатија, тоа е најбитно. Да. Дека веднаш се вклопивте. Се надевам дека и понатаму ќе се чувствувате како дома кај нас, дека ќе ни дојдете пак на гости. Ви благодарам за ова убаво гостување, навистина не развеселивте со бајлечки. Благодарим уште на за Елена. поканата. Па да се видиме пак. Поздрав и до твоите гледачи, мене ми е стално драго кога дојдем овде, дека јас сум стварно како дома. Да. Знаеш, да. Не ти е веќе здосадено? Ама не, да доаѓаш толку често? Никако. Јас си сакам телевизија, камери, си сакам, да, убава дружба, убави луѓе. Бидејќи и во Мерак Мејана, нели го гледаат, во магазин исто, ама поредко, а во Мерак Мејана навистина често. Морам да кажам нешто, вчера ми звонат за свадба и ми викат, а со водителот ќе дојдете на свадбата? Да, викам со водителот. Така да ти имам и водител во бендот. Добро што секој пат му е интересно да доаѓа. Моресана е добра за водење, добро збори. Она е со, видиш, не е музичарка, она по професија, она си е медицинско лице и е баја ги искусна на уста гледаме. Каков смер? Акушерка, јас сум дипломирана. Браво. Акушерка, сега ја запишав и магистратурата. Ке се бавиш со тоа во иднина или музиката е пресудна? Немам некој план. Видете вака, медицината е моја
втора љубов и морам некако да ја вклучам во мојот живот. Не знам како понатаму, не сакам да правам многу планови затоа што времето ми покажало дека тие планови многу брзо ми се менуваат и немаат врска со првичните. Мислам, ја не ни планирав да пеам, ама убаво сега пееш. да, благодарам. Сега и со тоа се бавам, ете Преубаво, Бог ми го преубаво. дал Така е. талентот, се разбира и во минатото го школував гласот, а и со вакви професионалци како да не научам подобро да пеам. Така, имаш и од кого да научиш, а и талентот си го прави своето. Така, Ви посакувам благодарам. и понатаму среќа и успеси, па да се видиме и за новиот албум и концерт кој што ќе биде по повод јубилеј од 20 години. Благодариме на поканата и да се видиме. Ние одиме понатаму и со музика, јас со Тајфа идам, останете на Сител телевизија да го видите и видеоспотот на Тајфата од 2022 година, а утре се гледаме во 10 часот повторно на најгледаната телевизија во Македонија, телевизија Сител. Останете со нас. Довидување.